Господине Ковачки, учествувате на Трансатлантскиот форум во Вашингтон со представници од собраниските делегации од земјите членки на НАТО. Каде е фокусот денес со оглед на растечките закани? Така учествуваме заедно со повеќе партиска делегација од собранието. Фокусот е на глобалните растечки закани и тука пред се станува збор за бруталната агресија на Русија врз Украина. Секако станува збор и за хибридните закани, за заканите кои што доаѓаат со нелегалната миграција, закани кои што доаѓаат од растечки лидери кои што се авторитарни и кои што го предизвикуваат глобалниот светски поредок и така натаму и така натаму. Секако тука може да се спомени и тероризмот, меѓутоа и други видови на закани. Овие сесии се одржуваат позади затворени врати, значи позади Chatham House правила и не треба многу да се зборува за тоа што е и кој што кажал за време на сесиите. Меѓутоа, присуствувавте и на годишната сесија на парламентарното собрание на НАТО со 260 представници од 32 земји членки, чиј домаќин беше парламентот на Канада во Монтреал. Дали стана збор за непоколебливата поддршка за Украина, со оглед дека новоизбраниот претседател Доналд Трамп најави можност за брзо оставање на крај на војната во Украина, но не најави како? Не, нема премореност. Украина, како нападната држава и членка на Обединетите нации, има апсолутно право да се брани согласно членот 51 од повелбата на Обединетите нации и има право на самоодбрана и на колективна самоодбрана. Значи може да бара помош и од други држави, а тие треба да ја испорачаат таа помош. Многу членки на НАТО и даваат поддршка на Украина, дел на хуманитарен план, дел на воен план. Тука некаде се наоѓа и Македонија, значи и ние помагаме и хуманитарно и воено. Јас сум горд што годинава имаме 2%, значи го имаме достигнато лимитот кој што е од самитот во Велс на НАТО и се надевам дека тој процент кој што го одвојуваме 2% за одбраната и во иднина ќе расте, со што ќе може да се развиваат македонските воени капацитети, меѓутоа и ќе расте стандардот на војниците. Со изборот на Радмила Шекеринска за втор човек во НАТО, Алијансата отворено ја манифестира свеста и посвестеноста кон регионот. Каде може Македонија да се наметне со оглед на растечките акутни жаришта? Македонија како една од најновите членки, Шведска и Финска влегува после Македонија, за кој што дадовме поддршка и гласавме, е фактор кој што секако влијае и во носењето на одлуките, затоа што седиме на масата и носиме одлуки заедно со останатите членки. Она што треба да се каже е дека Балканот како регион, односно Западниот Балкан, не сме да остане црна дупка и не сме да остане неинтегриран, значи треба да се направат напори за интеграција и на ова подрачје, затоа што е стратешки важно во моментов Балканот да биде интегриран, значи во овие времиња кои што престојат. Верувајте дека не се добри времињата. Имаме црвена линија, толку можевме да направиме, повеќе не можеме. Ова е одговорот на премиерот Христијан Мицкоски по најавите на новата еврокомесарка дека Скопје треба да ги исполни преземените обврски со уставните измени. Колку ваквите изјави може да помогнат за откочување на процесот со Европската унија? Потребно ли е национално единство и усогласување на националните интереси за вакво битно прашање, како што е членството во Европската унија? Стратешки е неодговорно Македонија да биде држана надвор од евроинтегративниот процес. Македонија треба да биде дел од Европската унија и тоа сите ние го кажуваме. Меѓутоа тоа не сме да биде под никаков диктат и под никакви уцени. Треба да бидеме примени достоинствени на еден начин на кој што доликува на една цивилизирана држава. Бугарија има предлог на маса, а тоа е одложена примена на уставните измени. Што значи дека доколку Бугарија сака навистина тие измени да се случат, таа ќе сака на Македонија да ја помогне што побрзо да стане членка на Европската унија. Или со други зборови, наместо Бугарија да биде блокатор, таа да биде катализатор на нашиот евроинтегративен пат. И затоа очекувам разум и кај нашите источни соседи, очекувам што побрзо да се формира влада и посакувам да ја формира таа влада и да седнеме да најдеме заедничко решение. На внатрешно политички план, корупцијата е едно од најважните, најгорливи предизвици не само за претходната власт, туку и за новата влада во Скопје. Еве и Александар Касанов, без претходни најави, се сретна со владиниот врв во Скопје. Јасно кажа дека за САД борбата против корупцијата е мощна, важна и сериозно ја сваќа. Низ имиња се разгледува да бидат дополнети на
така наречената црна листа, најави и американската амбасадорка во Скопје Агелер, со оглед дека сте пратени код владеачката партија, очекувањата се големи од јавноста, особено по изборите. Што се презема? Политичка волја кај нас постои, тоа сме го демонстрирали и на време на предизборната кампања, меѓутоа и до ден денеска истото го говориме. Меѓутоа, делата и акцијата треба да биде таа која што говори, а не зборовите. Тие треба да бидат тешки. За да тоа се случи, потребно е правосудство, односно потребни се обвинители. Тие обвинители треба Македонија да ја извадат од листата на перцепција за корупција, да биде повисоко рангирана, барем од африканските држави, затоа што верувајте, сега сме пониско рангирани дури од африкански држави. Имаме 10% спроведување на стратегијата за борбата со корупцијата. Затоа на Македонија треба една сериозна акција, а таа акција треба да ја направат обвинителите. Затоа ги повикувам, ова не е притисок, ги повикувам сериозно да се зафатат за својата работа и да стават луѓе конечно позади решетки. Тоа народот го очекува. Она што го гледаме со ставањето на црната листа на одредени владини функционери, како Артан Груби и така натаму, лица во судството, уште еднаш покажува дека тоа што го зборувавме во изминатиот период е точно. И затоа правосудните органи, посебно обвинителството, не треба да спие. Треба да видиме лица со лисици на рацете. Што побрзо, тоа подобро за македонската демократија. Повиците од САД, стратешкиот партнер на Македонија, се дека борбата против корупцијата мора да се интензивира, американската администрација стои зад Скопје. Како ја оценувате досегашната соработка во оваа сфера од Вашингтон? Каде можат САД да помогнат? Соединетите американски држави помагаат на Република Македонија и во тренинг, односно во обука, меѓутоа и финансиски средства имаат подоста вложено во нашава држава и преку странски инвестиции и така натаму. Во делот на борбата со корупцијата исклучително го цениме тоа што го прават со ставањето на одредени лица на црната листа, затоа што на тој начин ни кажуваат дека нашите институции дома не функционираат и конечно тие институции треба да профункционираат. Обвинителите не треба да чекаат некој да биде ставен на црна листа за да реагираат. Тие треба да си ја заработат платата која што ја добиваат од граѓаните на Македонија. Затоа уште еднаш ги повикувам да излезат и да почнат да апсат. Крајно време е да се апси во оваа држава, затоа што Македонија мора да биде дел од цивилизираниот свет. Благодарам за разговорот, за Гласот на Америка. Ви благодарам за поканата, ми беше чест.